Владата се врза во чвор со Иловица. Откако Бектеши вчера им удри шлаканица на неговите колеги министри од СДСМ дека не направил ништо лошо и дека целосно ја запазил процедурата за спојување на концесиите, тие без да навлезат во детали само повторуваат дека рудник нема да има. На прашањето од Алфа, кој е нивниот став по тврдењето на Бектеши дека материјали доставил на време, тие велат дека остануваат на својот став. Не треба да има рудник во тој регион и треба да има ревизија на целокупната постапка, вклучително и на начинот на издавање на првата концесија и сите други активности кои следеле. На иста линија е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој не ги коментираше изјавите на неговиот колега од ресорот економија. Само ја повтори изјавата дека рудник немало да има. Мојот став е многу јасен. Рудник во Струмица нема да има. Значи, во ниту еден случај рудник нема да има. Поопширен одговор добивме само од Министерството за животна средина, од каде повторно се вадат на техникалија. Потврдуваат дека материјалите биле прикачени ден порано, но немало време да се разгледаат затоа што министер не можел да ги гледа се додека не биде усвоен дневниот ред или ако од нивниот ресор не било побарано мислење. Системот функционира на начин што кога ќе се усвои дневниот ред, дополнително тогаш се појавуваат точките. Ниеден ресор нема увице додека не се усвои дневниот ред, ако во системот не е побарано мислење од одреден ресор, од Министерството за животна средина не е побарано мислење. Откако беше усвоено спојувањето на концесиите за рудникот Иловица Штука, наспроти остриот револт од граѓаните, министрите во владата од СДСМ еден по еден на јавна сцена кажуваа дека не биле запознаени за што гласаат. Бектеши после речиси една недела ги собра новинарите и кажа дека предлогот го доставувале по трет пат, а сите материјали биле прикачени на време. Според него, најдобро решение било да се спојат концесиите за да сме се заштители од арбитража според Законот за минерални суровини. Од Министерството за економија велат дека во вторник на седница и да се ревидира одлуката, Евромакс сепак ќе ги имала концесиите посебно.